Оценката за ова интервју јас ја дадов непосредно по објавувањето на првиот дел од интервјуто и тој впечаток останува и по објавените 4 дела од интервјуто, условно кажано. Тоа е дека голем дел од констатациите на Груевски во самото интервју се лаги, се манипулации, се тешка злоупотреба на полувистини и бившиот премиер покажува сериозна опседнатост со теориите на заговор. Таквото интервју и тој наратив е еден вид продолжение на притисокот врз граѓанското општество во Македонија и врз фондацијата Отворено општество во Македонија уште подиректно, кој што трае со години наназад, а кој во овој предизборен и постизборен период се интензивираше и добива на силина со една тенденција која што е очигледна, да долго најавуваната чистка со неистомислениците и расчистувањето со сите оние кои што ја критикуваат власта со аргументи, да се случи, доколку на сегашниот акутелен мандатар му се укаже можност да формира влада и дефинитивно тоа е вовет во она што и самиот го најави, односно партијата ВМРО-ДПМН со прогласот објавен на 17 декември, во кој што за прв пат се користи терминот десоросоизација, при тоа мислејќи на, предпоставувам, укинување на фондацијата Отворено општество во Македонија, но и пошироко на граѓанските организации кои што беа гласни, артикулирани, критички настроени во овој период.